Екипата на Каменица Саса како апсолутен фаворит ќе го пречека тимот на топ гол на домашен терен во мечот 19-тото коло на првата женска фудбалска лига. Овде многу работи си јасни. Рударките се апсолутни фаворити за 3 бодови, а битолскиот тим кој води тешка борба за опстанок има невозможна мисија за позитивен резултат. Фудбалерките на Кочине ги очекуваат тешко гостување кај шампионот Љуботен, но тимот од Тетово е разнешен, особено по одлуката на дисциплинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија за одземање на 9 бодови откако тимот од Тетово го напушти мечот со Ас Юнајтед. Кочини мечот од претходното коло со топ гол го доби со службени 0-3, па сега тимот е предпоследен во најлош случај ќе игра бара за опстанок, а до крајот ќе се бори за 8-то место и директен опстанок. Токму на 8-то место е Речица, која ќе има тешко гостување во Пржино каде ќе се соочи со Истатов. Домакинот е фаворит за 3 бодови. Тиверија Бреера на домашен терен ќе се соочи со Вардар во меч каде струмичките фудбалерки ќе бидат фаворити за 3 бодови во однос на дебитантот кој делува сигурен со опстанокот. Тиверија Бреера сега има амбиции да го сочува второто место, откако струмиченки избија на второто место по одземањето на бодовите на Љуботен. Дерби меч ќе се игра во Пржино меѓу лидерот Скопје и Ас Юнајтед од Струга, а домакинот ќе биде фаворит за триумф и потврда на шампионската титула. Во првата женска фудбалска лига многу работи се јасни. Скопје е прв со 51 бод, 15 повеќе од Тиверија Бреера која е втора. Истатов е трет со 35 бодови, Љуботен е четврти со 34 бодови, Каменица Саса е пета со 33 бодови, а пак Струшки Ас Юнајтед е шести со 30 бодови. Седми е Вардар, дебитантот има 14 бодови, Речица е 8 со 11 бодови, во бара зоната е Кочини како предпоследен со 7 бодови, а на дното е топ гол со 4 бодови, па со тоа тимот од Битоло го очекува тешка борба за опстанок.